Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија за веќе трета недела организираат протести со исти пораки, со исти барања, не за двојазичноста, целосно отфрлање на тиранската платформа и пораки за зачувување на унитарноста на Македонија. Во овој информативен блок разговараме со еден од најгласните поддржувачи на оваа иницијатива. Со мене овде е Дарко Мијалковски. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од информативниот блок на телевизија Нова. Трета недела како се организираат овие протести, кое е вашето мислење за целата ситуација? Така е, ви благодарам, убаво кажавте, јас сум еден од најгласните поддржувачи. Уште еднаш сакам да повторам зошто сме ние овдека. Јас со најголем респект кон нашите пријатели, соседи, другари албанци би кажал дека лично сметам дека во ниту еден случај на ниту еден начин тие не се дискриминирани. Еве, поправете ме, вие сте новинар доколку грешам. Тие во оваа држава имаат право, каде сакаат, колку сакаат да зборуваат на својот јазик. Тие имаат училишта, нивните дечиња се школуваат на албански јазик, имаат основно, средно и високо образование на сопствениот јазик. Албанците во оваа држава се значен фактор, тие нивните истакнати представници се дел, значи, од општествениот живот, тие се дел од јавната администрација, тие се дел од владата, имаат своји министри. Истите закони важат за нас, истите закони важат и за нив. Значи, апсолутно, еве се гледа после се, дека не станува збор за никаква дискриминација, напротив, дека оваа тиранска платформа е директен вовед во едно црно сценарио за поделба на Македонија и создавање на голема Албанија. Затоа е оваа граѓанска иницијатива создадена. Тука сме сите ние за да им кажеме не на оние кои сакаат да ни разнебитат нашата татковина. Апсолутно ќе истраеме, без разлика на самото тоа што има и разни одредени притисоци кон нас, нема да подклекнеме и ќе се бориме до самиот крај, се до моментот додека не се отфрли оваа тиранска платформа и додека не се постават некои нови начини на кои што ќе почнеме и продолжиме да функционираме понатаму. Дозволете уште еднаш сега да појаснам. Самата оваа тиранска платформа што направи? Оваа беше создадена во една наша соседна држава со посредство на странски премиер и ни беше поставена како уценувачки фактор за составување на влада во нашата држава. Никој од нас граѓаните ние не гласавме за оваа тиранска платформа. Таа не беше поставена на масата во 5 или 15 до 12, онака како што и налага во едно демократско општество, за сите ние да знаеме зашто гласаме. Едноставно ни се наложи, повторно ќе кажам, како уцена за да мораме да ја прифатиме, односно да мораме да ја редефинираме нашата држава, да мораме да ја промениме химната, да го промениме нашето знаме. Тоа е нешто што нема да го дозволиме и едноставно затоа сме ние тука и од ден во ден сме се побројни.